Објавените дезинформации во одредени медиуми за реализирани вработувања во комуналното јавно претпријатие Водовод во текот на јули и август предизвикаа различни реакции во јавноста, особено од предизборен и политички аспект. Со реакции се огласија од јавното претпријатие, бидејќи на јавноста и се пласира неточни, односно произволни податоци со доза на тенденциозност. Дека се реализирани 20 вработувања, иако реално се вработени 31 лице кои се распоредени на соодветни работни места. При тоа целата постапка е завршена пред распишување на изборите. Конкретно, нововработените се пријавени во Агенцијата за вработување на 4 август, а изборите се распишани подоцна. Во таа насока телевизија Кочани денеска побара целосна информација по реализираниот оглас. Согласно Законот за вработените во јавниот сектор, Закон за јавни предпријатија и Закон за работни односи, КЈП Водовод Кочани на 23.6.2017 година објави јавен оглас број 04-320 за прием на работници на неопределено време. Се работи за 20 работни места со број на извршители 34, од кои 31 се примени, кои ги исполнуваат условите согласно законот. Јавниот оглас е распишан врз основа на добиено позитивно мислење од страна на Министерството за информатичко општество и администрација, односно подадена согласност за годишниот план за вработување за 2017 година. Значи, за да го распишеме огласот, требаше да имаме дадена согласност од МИОА за прием за годишен план за вработување за 2017 и врз основа на тоа е распишан јавниот оглас. Дека целокупната постапка е во согласност со законските норми потврдуваат наодите на трудовата инспекција, која извршила контрола по претходно добиена представка и при тоа не констатирала никакви повреди, односно пропусти и злоупотреби. По дадена представка од 5 лица кои што имаат конкурирано на овој оглас, не посети трудова инспекција, при што при утврдениот надзор е утврдено дека целата процедура, значи постапка е извршена според законот и дека нема никакви прекршувања и представката е неоснована. Од комуналното јавно претпријатие Водовод информираат дека по изборот на 31 лице за кој комисијата дала позитивно мислење, незадоволните кандидати имале можност во рок од 8 дена да поднесат жалба, што ја искористило едно лице, но како неоснована била одбиена. Инаку годишниот план за нови вработувања е значително поголем од реализираните и базиран на реалните потреби во претпријатието. Значајно е да се истакне дека во последните 3 години овде не се реализирани нови вработувања, поради што вкупниот број на вработени е намален за 20-тина.